Помина 6 минути и 50 на секунди од на преворот Димковски, Миладиновски прецизно 3:3. Односно 3:2. Прв гол за Андреј Миладиновски. Меѓутоа враќа Струга веднаш Димковски, убав гол, 4:3. Да, сега се игра гол за гол на преворот. 8,5 минути помина од на мечот Куманово Струга, второ коло од првата лига. Бара домашниот тренер Александар Трајковски да се игра потврсто во одбраната, меѓутоа гостите од крилна позиција се непогрешливи барем за сега. Со број 3 втор гол на Смаќарски. Пет спрема 3. Ангелевски, Димковски, Миладиновски веднаш од прво бие, не успеа и тоа ќе биде топка за Струга. Димковски добра реакција, да видиме дали ќе има контранапад. Тасевски, изворена ситуација и гол. Добре, 8, тој е прв гол на Цветковски. Сега невнимание во одбраната на Куманово. Кажнува со број 17 Јанкуловски, тој е веќе негов трет погодок, 6:4. За сега екипата на Струга игра мощно и ефикасно во нападот, речиси без грешка. Тој е трет гол на Јанкуловски. Миладиновски, Димковски, Ангелевски немаше среќа. Топката удри во стативата, еве шанса Струга да поведе дури со 3 гола разлика. Какво проигрување, меѓутоа среќа за домашниот тим, а и вистинска интервенција на домашниот ракометар. Она што е евидентно, за сега не функционира играта во одбраната на Куманово. Премногу лесно доаѓаат во шанса гостинските ракометари. Еве како овој пат рутинирано, убав гол. Седум 4 води Струга. Меѓутоа враќа веднаш Тасевски проектил.
спрема 5. Много е важно Тасевски да биде во елемент на денешниот напревар. Тој е главниот голгетер во екипата на Куманово. Дванаесет и пол минути помина од првото полувреме, 7-5 води Куманово. Односно Струга, се извинувам. Еве сега вистинска игра во одбраната. Милодиновски, Димковски. Треба сега да се реализира оваа контра. Добра е, гол. Со број 11 убав гол на Кузмановски. Седум 6 се води Струга. Таму се подготвува тренерот Александар Трајковски да повара тајмаут. Добар прекршок во вистински момент, да видиме дали ќе има нов жолт картон, така е. Фолиран беше Арсовски. И уште едно таму влечење имаше за дресот, нова опомена. Малку сега домашните ја заостри играта во одбраната. Нормално треба така да се игра, малку поцврсто, поагресивно. И сега целути тренер Трајковски смета дека овдека немало прекршок. Идеме гол за Струга, еве шанса Куманово да организира брза контра. Смирува Тасевски. Милодиновски, тоа ќе биде седмерец. Тасевски, меѓутоа, втор промашен пенал за екипата на Куманово. Останува 7-6, нова одлична интервенција на голманот Мечкаровски. Не сме да се промашуваат вакви чисти ситуации, удари од 7 метри. Мора Куманово да биде попрецизно. Половина од првото полувреме. Одличен прекршок на Тасевски. Ова веќе треба да е пасивен напад, судиите ја подигнаа раката. Сега фолиран Јанкуловски. Ќе мора веќе да бијат ракометарите на Струга. Јанкуловски, меѓутоа, добра интервенција на домашниот голман. Еве шанса Куманово сега да израмни. Одличен влез, убав гол. И ќе има исключување. Со број 11, втор поводок на Кузмановски. Седум спрема 7, а Куманово ќе има играч повеќе.
по екипата на Струга со број 14 во игра за пропат е Крстановски. Да видиме сега што е досудено. Тоа ќе биде тајм-аут за гостинскиот тренер. 7:7, 17 минути поминаа од првото полувреме. Рамноправен напревар, екипата на Струга имаше водство и од 7:4, меѓутоа Куманово со мини серија успе да израмни. Она што е евидентно, ќе кажем уште нешто, екипата на Струга игра многу добро во нападот, за разлика од домашниот тим. Меѓутоа има сосема доволно време до крајот на првото полувреме тоа да се поправи и Куманово да влезе во вистински ритам. Ќе поставам уште еднаш за они што се вклучија подоцна во овој директен пренос, да кажем дека ракометарките на Куманово продолжуваат со победничката серија. Имено вчера тие на гостувањата во Гевгелија славеа значајна победа и сега се наоѓаат во врвот на првенството, а продолжува на преворот Куманово Струга. Добра интервенција на домашниот голман биеше Јанкуловски. Уште еднаш добра игра во одбраната. Обид на Нацев, нема гол и еве шанса Куманово конечно да поведе по подолго време. Младиновски, меѓутоа Мечкаровски е најдобриот поединец во екипата на Струга. Бане во овие први 18 минути, добро брани голманот на гостинскиот тим. Напад за Куманово. Фолиран е Ангеловски. Во овој момент екипата на Струга е комплетна. Кузмановски, Тасовски, Ангеловски, Кузмановски, меѓутоа брани Мечкаровски. Контрнапад на Струга. Меѓутоа смирува главниот организатор на играта Нацев. Јанкуловски, Нацев. Крстановски. Топка за Миладиновски. Еве гол на Ангеловски. Во вистински момент прв погодок на денешниот напревар. Куманово води со 8-7. Јанкуловски, Нацев. Крстановски. Добар прекашук на Тасовски. Имаше таму едно мало туркање од домашните ракометари. И еве пасивен напад може да биде суден секој момент. Брза контра да видиме.
Меѓутоа, слаба реализација. Не успеа Давид Цветковски. Останува пропуштена шанса за екипата на Куманово да ја зголеми својата предност на 9:7. Еве она вообичаена комбинација, вишок на крилната позиција и ова е, ми се чини, прво промашување на ракометарите на Струга од оваа позиција. Тренерот на Трајковски бара да се игра мирен напад, да не се брза. Кузмановски, Милодиновски, Кузмановски, Тасовски, Ангеловски. Милодиновски стравата недра и тука ќе има седмерец, четврти за екипата на Куманово. Два домаќините не успеа да погодат, а сега ќе бие Андреј Милодиновски. Гол. 9:7. Втор погодок за крилниот играч на Куманово. И века домашниот тим полека ја зголемува својата предност. Јанкуловски. Нацев. Имаше таму туркање. Нема да има исклучување. Еве сега 2 минути пауза за Кузмановски. Еве шанса, Струга има ракометра повеќе да постигне погодок. Мислам дека овде имаше чекори. Дали тоа не го забележаа судиите, не е ни важно. Гол за Струга, 9:8. Со број 14, прв погодок на Крстановски. Фластер играат сега гостинските ракометари на Тасовски. Димковски. Паметен потек на тренерот Александар Трајковски. Бара минута одмор да се смири неговата екипа. 23 минути, 28 секунди од првото полувреме. Значи нешто повеќе од 6 минути до крајот, 9:8 води Куманово, а домашниот тим уште 1 минута и 14 секунди ќе има играч помалку на теренот. Почитувани гледачи, почеток на второто полувреме од првенствениот направ, првата лига, второ коло помеѓу ракометарите на Куманово и Струга. По првиот дел Кумановскиот состав води со 14:10. Се извинуваме последните 5 минути од првото полувреме не бете може да ги видите поради објективни причини, а сега ние да се сконцентрираме на второто полувреме. Една кратка анализа на првите 30 минути. Екипата на Куманово го започна слабо на преворот, во еден период губеше со 7:4, меѓутоа во продолжението се врати во вистински ритам и ја зголемува предноста, за да на крајот заменет со 4 гола разлика. А еве шанса да се предноста и уште повеќе зголеми.
Кузмановски. Ангеловски. Цветковски. Ангеловски, судиите веќе подигнаа раката, може да биде одземена топката на ракометарите на Куманово. Кузмановски, Тасевски. Тасевски проектил, извореден гол, 15:10. Четврти гол на голгетерот на Куманово. Струга во напад. Јанкуловски. Прецизен е Арсовски, него втор погодок. 15:11. Веднаш враќа Ангеловски сега. Гол за гол. Четврти гол и за Ангеловски. 16:11. Уште еден прекршок, 9 метри за Струга. На голот на Куманово со број 16, младиот Ристич. На повреда се жали со број 8 Нацев, доби еден незгоден удар. Брани Ристич. Неко судиска двојка на денешниот напревар е Бајрам и Велинов од Скопје. Тасевски. Ангеловски нема проблеми. Продолжува да го полни голот на Струга од сите позиции. Пети гол на Ангеловски. 17:11. Помина 4 минути од второто полувреме. Во овој период нешто подобра игра на ракометарите на Куманово. Интервенција на младиот Ристич, да видиме дали ќе има контра. Сега малку брзаше Тасевски во оваа ситуација. Седмерец фаулираше Миладиновски, а фаулиран беше Јанкуловски. Промена на голот на Куманово. Да видиме Јанкуловски. Не успеа, ова е негово прво промашување. Останува 17:11, убедливо водство на ракометарите на Куманово. Кузмановски во вториот дел домашниот тим игра уште подобро.
Прекрасна комбинација Кузмановски и Тасевски, бековите на Куманово. За сега двата најдобри поединци во домашниот тим. 18-11. Јанкуловски е фаулиран од Миладиновски. Бране Ристич, изворена интервенција на младиот голман на Куманово. Тасевски. Кузмановски, Миладиновски. Тоа е седмерец. На повреда се жали еден ракометар на струга, тоа е Јанкуловски, мислам дека секи биде во ред. Ќе го продолжи мечот, а седмерец за Куманово ќе бие Кузмановски. Добро беше прочитано од страна на Мечкаровски. Голманот на струга е денеска најдобриот поединец во својата екипа. Да не беше тој на головот на гостите, оваа предност на Куманово ќе беше уште поубедлива. На позиција на централен бек во екипата на струга е Димовски. Јанкуловски. Ова ќе биде, помисли во еден момент ќе има исклучување за екипата на Куманово, меѓутоа нема ништо од тоа, нападот на струга продолжува. Подигната рака на судиите. Меѓутоа, од крилна позиција во вториот дел не погрешлив е Смаќевски, него четврти погодок. 22-14. Миладиновски гол. Меѓутоа, претходно тренерот Трајковски побрал тайм-аут, така да нема да важи овој погодок. 22-14 останува за Куманово. До крајот на преворот нешто повеќе од 15 на минути. Како стојат работиве за сега, екипата на Куманово на прагот да ја забележи првата победа во новата сезона. Она што е забележливо, дека овој тим на Куманово игра многу подобро за разлика од минатогодишниот циклус. Да се надеваме дека во продолжението на првенството Кумановци ќе играат добро. Ова сезона приоритет не е врвот на табелата, туку овие млади играчи да стекнат искуство,
за наредните години, а доколку се укаже шанса, тогаш да се борат за влез во Суперлигата, но се уште рано се даваат такви прогнози. Лоша преигрување од Тасевски кон Денковски. Еве шанса Струга да намали. Нацев. Изворена комбинација, тука има седмерец без размислување, покажуваат судиите и во право се. Фаулиран беше кружниот нападач Бајрамовски. Удар на Нацев, гол. Прв погодок на бекот на Струга. Миладиновски, топка за гостинскиот тим. Ке мора да биде променета топката, судиски тајмаут. Подрачка и од тренерот Трајковски да се игра во исто темпо, да не се попушта до крајот, максимално мотивирано. Меѓутоа сега наоѓа таму пукнатина во браната на Куманово Нацев, негов втор погодок. Четири гола на Смајчовски, исто толку Јанкуловски, 2 Нацев, Арсовски во екипата на Куманово, Ангеловски и Тасевски по 6 голови. Димковски, останува Куманово во напад. Чиста ситуација, меѓутоа промашува Зицер Кузмановски. Да видиме дали ќе има гол, сепак нема среќа на коментарите на Струга. 22-16. Ова е прекршок за исклучување. Така е, 2 минути пауза. Исклучен е Крстевски. Седмерец за Миладиновски, да видиме дали ќе биде прецизен. Досега има 100% учинок од оваа позиција. И така продолжува.
23-16, 11 минути до крајот на преворот. Струга има играч помалку. Тајм-аут бара гостинскиот тренер. Ке се обиде во овој краток временски интервал екипата на Струга да фати приклучок. Меѓутоа тешко е да се поверува 7 гола разлика на нешто повеќе од 11 минути. Инаку овој направер, како што реков и во самата најава, го стојат некаде околу 150 до 200 гледачи. Минатаму тоа е слаба посетеност, меѓутоа, доколку ракометарите на Куманово почнат да бележат победи во правенството, тогаш и публиката ќе се врати во спортската сала. Меѓутоа, во секој случај треба да се даде подршка на оваа млада екипа да постигнува успеси во оваа надпреварувачка сезона. Ротирано со број 13 постигнува бекот на Струга гол. Трета за Арсовски. Меѓутоа Куманово има играч повеќе. Миладиновски. Еве ја неубавата комбинација на преворот. Извореден гол. Ангеловски седми. Уште 20 секунди до крајот на казната на ракометарот на Струга. Фаулиран беше Арсовски. И во овој момент екипата на Струга е комплетна. Нацев ќе мора да биде внимателен. Кузмановски може да заработи исклучување. Сега ќе има исклучување, сосема исправна одлука на судиите. Това беше груб прекршок. Две минути пауза за Кузмановски. Убава комбинација, да видиме, сепак нема седмерец. Тоа се чекори, каква почетничка грешка на Денковски, контранапад на Струга. Серија грешки на двете страни. 8 минути до крајот. 7 гола разлика и еве нов тајм-аут за ракометарите на Струга. Мислам дека ова е последен обид на гостите да фатат приклучок на овој направа. Ако го би правиле некоја анализа на овој направа, првото по време ракометарите на Куманово
го одигра на солидно ниво, меѓутоа во вториот дел многу подобра игра пред се во нападот, а и во одбраната. А згора на тоа и младиот голман Ристич имаше неколку успешни интервенции. Со еден збор, ова издание на ракометарите на Куманово сепак може да добие добра оцена. Ова е почеток на првенството, нормално со текот на мечевите формата ќе биде на уште повисоко ниво и треба да се берува на оваа млада екипа на Куманово. Јанкуловски брани Ристич. Не треба сега да се преговара на судиите, да не се заработи некој исклучување без поголема причина. Брани уште еднаш голманот на Куманово. Еве добива подршка и од клупата на своите постари колеги. Еве она вообичаено најсилна бековска тројка и крилна позиција за Цветковски и Миладиновски. Еве го, елегантно. Пети гол на Миладиновски, 25-17 и тоа со играч помалку. Куманово е комплетно. Се враќа во игра исклучениот Цветковски. Во екипата на Струга, еве, шанса добива и Дуковски, тој да ја организира играта на својот тим. Дуковски фаулиран беше Бајрамовски. И ова веќе подигната рака на судиите. Не успеа екипата на Струга. 6 минути до крајот, 8 гола разлика и веќе слободно може да кажеме дека ракометарите на Куманово ќе забележат првата победа во новата на преварувачка сезона. Но сепак да го се чекаме и самиот крај на овој меч. Со број 24 во игра шанса добива Цветковски. Ангеловски, прекрасна комбинација, меѓутоа нема гол за Куманово, брза контра за Струга, Чекори, евидентна грешка на гостинскиот ракометар. Во преголема желба и самиот не знаеше што ќе прави со оваа топка. Миладиновски. Шести гол, одлична партија на крилниот играч на Куманово. 26-17, одново она највисока предност од 9 гола која имаше Куманово во еден момент на преворот. Еднаш брани Ристич. Беше со број 10 ново влезениот Мемет.
Мал прекршок, 9 метри за Струга. Меѓутоа, несовладливи Ристич, нова интервенција на кумановскиот голман. Сега ги сменија местата Кузмановски и Цветковски, Ангеловски. Непогрешливе Ангеловски, негов 8-ми гол. И сега тој е најефикасниот играч на преворот. 3 минути до крајот на мечот, 27-17 води Куманово. Нема прекршок, контранапад, Миладиновски и гол. Сигурна реализација на Давид Цветковски. Ево прв гол, 28-17. Ова на крајот ќе биде и убедлива победа на ракометарите на Куманово. Имаше играње со нога таму на Кузмановски, тоа го забележаа судиите. Едно прекршок. Полудинен е Мемет. И еве гол за Стриба по полого време, прв за Мемет. 28-18. 10 голови разлика за Куманово, а до крајот на мечот 1 минута и 20 секунди. Пробивање. Инаку, почитувани гледачи, следниот викенд ви закажувам нова средба, овој пат со ракометарките на Куманово во рамките на домашното првенство. Нормално со директен пренос. Нов гол Денковски, 29-18. Втор гол за Денковски. Дали ќе има нов погодок за Куманово? Да видиме. Миладиновски нема проблеми, сигурна реализација, негов седми погодок, 30-18. Еве сега поздрав и на клупата на Куманово за првата победа во новата сезона. Гол 30-19. Тоа е крај на мечот. Убедлива победа на ракометарите на Куманово. Честитки за нивната прва победа во првенството. Почитувани гледачи, тука некаде е и крајот од овој директен пренос. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.